Тркалезна маса на тема заштита од семеното насилство, жената и семеното насилство денес се одржа во Скопје. Во земјава има семено насилство, но жртвите не секогаш го пријавуваат тоа до релевантните институции. Нас ни е потребна добра комуникација на сите институции за заштита, на сите органи во општеството со институцијата Народен правобранител, а денеска го поздравувам тоа што сите институции кои се должни по однос на тоа што значи заштита од семено насилство ги имаме присутни и ќе можеме од нив во Република Македонија и од нив да земаме искуства. Значи го поздравувам начинот на отворено работење, на добра соработка, односно на одлична комуникација. Никогаш не примајте буќа цвеќе од некој кој веќе ви се заканувал. Ваква порака испрати омбудсманот на Арагон, Шпанија, Фернандо Гарсија Висенте. Според статистиките како што додаде, жени кои биле нападнати повеќе од 10 пати го квалификуваат својот маж како малку опасен, а оние кои биле нападнати повеќе од 6 пати како средно опасен. Најчесто семеното насилство се случува врз жени, но има и ситуации кога и децата гледајќи ја својата мајка се предмет на насилство од страна на насилниците. Се јавува и феномен на насилство врз постари лица од оние кои се грижат за нив, а целта се најчесто финансиските средства. Проблем е и што насилството помеѓу хомосексуалците не се третира како насилство по основ на пол. Во Франција на секои 2,5 дена една жена умира како резултат на семеното насилство што го трпи од својот сопруг, а еден маж умира на секои 14 дена поради истите причини. Во Франција сметаме дека жените кои се жртви на насилството во семејството се всушност жртви на еден многу посебен вид на насилство и треба да ги разбереме за да можеме да се бориме против тоа. На собирот учествуваат и представници од Министерството за труд и социјална политика, Националното координативно тело за борба против семеното насилство, Министерството за внатрешни работи, Основниот суд Скопје 2, Апелацискиот суд Скопје и од првата детска амбасада во светот Меѓаши.